Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Бизнис Муабети на Фактор МК. Овој пат ќе говориме секако за бизнисот, меѓутоа низ една друга призма, еден друг дискурс, тоа е филмската уметност. Имаме еден гостин кој што за него не требаат посебни најави, тој е амбасадорот на Македонија кој го прашање филмот Милчо Манчевски. Пред да стартуваме со разговорот, поздрав до нашите пријатели од Форманова. Посетете го нивниот вебсайт formanova.com.mk. Тамо ги имате сите оние попусти кои што ви следуваат и кои што ги заслужувате, или посетете го нивниот салон овде во Скопје во комплексот Годел или во Куманово во Прилеп, таму каде што имаат своји салони. Поздрави до нашите пријатели од Охрид, Трент Ангел, Хом центар, неголемиот Хом центар во Охрид со своја експозитура и овде во Скопје. Милчо Манчевски, добре дојдовте во Бизнис Муабети. Добре ве најдов. No biz like show biz ке кажат американците, завршија Оскарите и некако мој впечаток е, сега се изземам веднаш на почетокот, не сум го гледал Нора, неголемиот добитник, го листав ова трейлерот, нешто не паднав во несвес. Сега барам стручно мислење, треба да паднеме во несвес, претпоставам сте го гледале бидејќи. Па не е лош Анора. Мислам, знаеш што, Оскарите се рекламна програма. Холивуд си прави реклама и таа и очигледно е исклучително успешен во тоа затоа што успел да не убеди сите дека квалитетот победува, дека најдобриот филм или најдобрата улога добиваат Оскари, дека затоа ние треба да сме многу загрижени кој што како направил. А во суштина е, мислам, така и измислен пред колку 95-6 години, 100 години за 97 беше во издание. Намерата е да се освои што повеќе јавен простор, да се зборува за филмовите, да им се даде уште еден поттик. Дали се квалитетни или не тие што победуваат е прашање на критериум, по кој критериум ги оценуваат. За мене тоа што победува на Оскарите обично е малку пре мејнстрим, премногу калкулирано. Јас сакам малку по-смели, по-иновативни, по-езотерични, по-лични филмови. Ама целта е постигната. Цел свет повторно зборува за филмови. Оваа недела тие филмови што ќе бидат номинирани или што ќе победат добиваат дополнителен поттик. Мене ми се чини дека некои од најдобрите фестивали, не знам, Венеција, Кан, обично имаат филмовите кои таму играат и кои таму победуваат се подобри од филмовите што добиваат Оскари, ама пак ќе кажам прашање на вкус, прашање на критериум во крајна линија. Кај Анора е интересно што режисерот, мислам дека му ова трет филм. Првиот филм го сними на iPhone. Во вториот филм, мислам, Florida Project, првиот беше Tangerine, вториот беше Florida Project, вајде. Вилем Дефо играше и ако не се лажам, овој му е трет, може би четврт. Тоа. Цел филм го снима со телефон. Tangerine, да, на iPhone. Мислам, тоа е илустрација на фактот дека веќе секој може да сними филм. Дека веќе немаш ограничување техничко, па во голема мерка и немаш ограничување финансиско на тоа дали можеш, не можеш да снимиш филм пред 30-40 години, например. Тоа беше невозможно. Опремата ја имаат само професионалните студија. Опремата за монтажа, лабораториите беа само професионални студија. Тоа е поради напредокот на технологијата, ама и поради промената во вкусот. Значи, денес не се бара филм да биде пицнат, дотеран, налицкан, ако има текстура, ако е прљав, ако се тресе камерата, ако е неперфектен фокусот секојаш или светлото, тоа можеш да го, и најчесто луѓе го третираат како намерна естетика. Значи, и тоа ти овозможува да снимиш филм во неидеални услови. Така да на крајот на денот секој може да сними филм. Сите имаме телефон, и камера, и монтажа. Прашање после
на пласман. Тесното грло е во пласманот на снимените филмови. Таа нова технологија и тие нови методи, она кој ти го говореше, малку да затресе камерата, па не знам, задимен простор. Да, сега, Македонија е држава во која што ќе ти простат се само успех, не ја сам, вие сте ми веројатно реперот, и другите за тоа. И се сеќам кога излезе таа рекламата во Охрид, ви текнува, предпоставам и на вас, колку галама се дигна, Милчо заборавил на монтажа да ги избрише, нели рефлекторите кои се појавија. Во 4 фреймови. Тоа беше пред колку години? Па Тоа беше 2009. 2009. Да се поминати веќе 15 години, така 14-15 години. Да. И вие тогаш требаше една недела да објаснувате дека тоа е момент за после 14 години веќе секој и во емисија и во вакво на кадар да се гледа камерата, па тоа. Да биде малку испрлено. Да биде, да. Тоа е знаеш како кога ако луѓе настапуваат со сомнеш или со пакост, многу е лесно да најдеш маана, особено ако не си дообразуван. Знаеш, и сега тие што следат знаеја дека е тоа дел од филмскиот јазик веќе. Покажуваш и малку од зад камерите. Зад камерите, да. И тој целта на таа конкретно реклама беше во приказната да бидеме старовремски, ама во формата да бидеме баш еджи, да бидеме современи. Да. А колку пари се вртат во овој филмскиот бизнис? Зависи каде. Во Холивуд? Многу. Милиарди? Да. Да? Да, мислам дека Титаник беше првиот филм, Титаник, не ме држате за збор, кој имаше промет повеќе од 1 милиарда. Значи, ги вратил парите. Да, ги вратил парите. Па претпоставам, одат по бизнис логика и ние јас се сеќавам на тие муавети дека колку бари ја потрошени за да се направи тој. Да, он беше многу скап у свое време, беше, не знам, 150 милиони или колку беше, што тогаш беа страшно многу, денеска е стандард. Камерон е перфекционист, проби скеджул, проби буџет, проби се снимаше страшно долго. Ми текно дека луѓе раскажуваа, се смеја како само буџетот за UPS, значи за транспорт, за FedEx, им бил $3 милиони. Затоа што снимаа во Мексико, па нели све праќаат напред-назад и така. И тоа беше почетоците на дигитални ефекти. Да, тоа беше негде средина на 90 и така 8-9, тука 7-8-9. И таа сцената на крај кога се во вода пред кога се дават демек. Он сакал да имаат здив да се гледа. А они го снимаат тоа во студио и таму нормално топло, нема здив. А вистина е дека и друг ефектот, кога знаеш дека они нели удриле во Санта, биле таму на север, што било страшно ладно и тоа бил еден од најтрагичните моменти, веројатно луѓе би можеле подолго да пливаат да не било толку ладно и страшно и го гледаш. И он дигитално ги додавал тоа ху. Да. И се раскажуваше дека секој ху чинело по 10.000 дарки. Што зборите? Да. И сега на крајот на денот ќе кажеш, нели се зашто толку имали потреба од сето тоа. Сега можеме да кажеме дека има од две причини. Едната е за на крај да го имаш тоа уметничко дело кое авторите сакаат да го направат. Од друга страна тоа многу кошта. И сега како тоа ќе го оправдаш? Еве во случајот со Холивуд тоа се оправдува со тоа што тоа дело, значи не секој дело, не секој филм ќе заработи пари. Значи не само што ќе ги врати, туку ќе заработи. И сега има, нели, не е само играњето во кино и на телевизија и на стриминг, него зависи од филмот. Он може да има и
нели, amusement парк, и стрипови, и цртани филмови, и секи направи, значи, ќе имаш цели индустрии кои произлегуваат од успешен комерцијален филм. Добро, може на толку пари да промашиш филм? Како да ги не? промашиш глумците? Како не? Види, значи се две работи се. Една е добар филм, квалитетен филм, или она што вие го сметате за добар филм, или ја го сметам за добар филм. Друго е успешен филм. Има пуно филмови кои за мој вкус не се добри. И промашен е глумец, промашен е друго, трето, ама се успешни. Се продаваат. Например? Појме. Не, за да ви влезам во мантрата, сакам за да видам. Па не знам, Титаник е таков, Титаник е еден. Да, комерцијала. Тој Па така сентиментален, предолг, љубовна драма. предвидлив. Мене ми беше досаден, ама очигледно беше најуспешен филм на сите времиња. Нели? И тоа е за почит на свој начин, затоа што тоа е и целта. Дали може да се промаши? Апсолутно може да се промаши. И тоа каков ќе биде филмот и дали ќе биде успешен. Ја мислам, имаше некоја статистика, не знам дали уште држи таа, дека 7 од 10 холивудски филмови не си ги враќаат вложените пари. 7 од 10. Значи 3 ги враќаат, тие 3 претпоставам треба да покријат се. Да. Така, сега говориме за студијата, ама тие Да, за студијата. Студијата кои што Се студијата тоа не е многу по бројка. Они беа, на времето беа 7 студија, сега се купува, се продава, не знам званично колку има. кои се сега најголеми? Па не знам, сега Netflix и Amazon се големите порано беа. Пошто во наше време Warner Brothers, Paramount, Universal, да. тие беа. И они вадеа по 10 до 15 филма годишно. Значи тоа се 70 до 100 филма годишно од студијата. И кога збориме за Холивуд или за филм, ние за тие филмови збориме. А во Америка, во текот на една година, во кино ќе се свртеа по околу 500 филмови. Сега со стримингот веќе никој не ни има увид во тоа точно колку филмови се вртат. Значи, Холивуд по број на направени филмови беше мал процент, ама по видливост и по заработувачка лавовски дел, најголем дел. И да, тие неколку филмови што ќе успеат, што ќе заработат, тие ги покриваат загубите од другите филмови и плюс имаат огромна добивка за стокхолдерите. Манчески, вие сте Холивуд. Што е Холивуд практично? Што е оно што го разликува од Кан, од Венеција? Што е тоа Холивуд? Мислам, знаете, кој ќе кажете Холивуд, асоциацијата на сите е гламур, бизнис, глумци, не знам како да го дефинирам сега. Тоа се... Па Холивуд е предградија на Лос Анџелес. Тоа да, географски. Кога тоа што го опишувате, да, тоа е тоа. Холивуд е индустријата која ги прави тие филмови. Кои историски ги памтиме по гламур, по звезди. Звездата, филмската звезда е веројатно, ако треба еден збор да се опише Холивуд, ќе кажеме звезда. Сега зад тоа стои цела машина на правење на тој филм и што е поважно на пласман на тој филм. Ја мислам дека разликата меѓу холивудскиот филм и сите други, особено европскиот филм, е во пласманот, многу повеќе од што во правењето на самите филмови. Значи, кој ќе кажеме Холивуд, да, тоа е гламур, тоа е машинерија која ова го прави, тоа е еден куп талентирани луѓе, еден куп расипани луѓе, еден куп пари, пласман кој е глобален. И денеска, значи, од, не знам, особено последните 70 на години, сликата за тоа што е Америка. А Бога ми, сликата за тоа како треба да се однесуваме е извајана, е оформена во најголема мерка баш од Холивуд. Мислам дека тоа не
најчесто не е со политички мотивации, ама тоа е резултатот. Мотивациите се комерцијални. Да. И тоа влијание е навлезено веќе во секоја пора на планетава. Не само по прашање на тоа како некое дете во Замбија ја гледа Америка или некој старец во Јапонија, туку по прашање на тоа како треба да се однесуваме, колку самодоверба треба да имаш, како се поставуваш кон фамилијата, кон заедницата, кои ти се идеалите и целите. Значи, сето тоа ми се чини последниве пола веки подолго се повлијаени од, страшно многу повлијаени од Холивуд. Мислам, Холивуд не се само филмовите, нели? Холивуд и телевизија, Апсолутно. и музичката индустрија во крајна линија и така. И сега, како да го дефинирам? Океј, вие велите, тоа е оно што го разликува Холивуд од европјаните, и кај европјаните имаме една можеби делба во смисла на тоа чешка школа, оние чешка школа, исправете ме ако грешам, оние филмови кои што бараат малку поголема концентрација, малку потешки, ако можем така да ги наречам, европски филм, да. Добро, кај германците и кај французите можеш да најдеш и некои подруги филмови, меѓутоа зашо вика таа чешка школа? Предпоставам не заради европскиот филм, туку повеќе за понекако длабински влиг. Веројатно е крстена по ФАМУ, пошто ФАМУ е славна филмска академија од Прага. Да. И сега, кога го споменувате Холивуд, дали ние сме престарени во смисла на тоа дека нашиот, како да кажам, момент на гледање на филм, ние го имаме другчие и или ние сме застанати во времето, овие новите генерации гледаат, например, филм кој што е снимен со iPhone. Имаме некои генерацијски судири или затоа што јас, тоа е моje видување. Ако ме прашите мене да одберам помеѓу Роки и Анора, јас би го одбрал Роки. Имаме генерацијски судири или? Па мислам дека во тој поглед не толку. Затоа што Роки и Анора се припаѓаат на иста кошничка. Затоа го кажав, да. Разликата е Роки и Анора тука, TikTok овде. Роки и Анора тука, Instagram Reels. Или не знам, некои серии или некои подкасти. Значи, начинот на раскажување, на визуелно раскажување на приказни, порано бил само филмови. Потоа се приклучила и телевизија, денеска е се. Тоа може да бидат од најкратки форми до страшно долги форми. И како луѓето го доживуваат и го гледаат, па не знам, клинциве гледаат страшно многу такви кратки форми. Не, добро, еве јас ги земав нив како пример. Не сакам да го споредувам пред дождот, за мене пред дождот е едно ремек дело на кое што Холивуд треба да биде гордо, и сега не можам да го споредам пред дождот со Паразит. А Паразит зема најмногу награди. Тој значи пушти филм, сега може некои од филмските критичари да ќе кажат фантастичен филм. Јас не паѓав нешто несвест, ниту на тој, ниту на оној анимираниот како веа овие. Ај ги заборавив. Пак ќе кажам тоа затоа што ние Затоа е стварно на вкус или може да се забележи пат на квалитет. Или трчање по пари, по брзо заработувачка. Па од се помалку тоа трчање по пари, ама тоа секогаш било. Ми се чини дека, особено за странски филмови, 90-тите години беа златна доба, барем златна доба по прашање на пласманот на странски филмови во Америка. По прашање на квалитет, па мислам, не знам,
секое време има свои звезди и свои лажни пророци. Мене, ако веќе ги споредуваме периодите, мене ми се чини дека по прашање на иновативни наративни филмови, по прашање на филм што ќе одиш во кино и кој ќе живее со тебе, ќе го изгледаш, ќе излезеш и он ќе живее со тебе до крајот на животот. Такви има веројатно и денес, ама ми се чини дека, например, во 60-ти, 70-ти години, во време кога работи еден Бергман, работи Куросава, работи Фелини, работи Антониони, не знам, тоа златното доба на Холивуд, тие 3-4-5 години само, почеток на 70-ти, кога Копола ги прави најинтересните своји филмови, мислам дека ако воопшто постои начин тоа објективно да се процени, дека во тој период се направен најголем исчекор по прашање на тоа што се наративниот филм може да му понуди на гледачот и на авторот. Затоа што денес не гледам Бергман. Има интересни автори, има успешни филмови, ама не гледам еден Бергман. Па значи се согласуваме. Да. Мене ми се, например, на Оскарите сега многу поинтересни документарните филмови, отколку ова друго што е, ајде, условно кажано, комерцијала. Да, можеби ние новинари па го гледаме оној политичкиот контекст обавезно проявува некоја политиканска струја кога во прашање доделувањето на Оскарите. Мислам дека и доби Оскарови за Палестина, ако не се лажам, документарецот. Така што тие некако стануваат поинтересни, а од друга страна, како видите вие, тие не се тешко можеш да го продадеш тоа или што е поентата, или? Да, потешко се продава и кој ќе се продаде помалку пари се прават. Значи поентата за Холивуд зборува. Начинот на правење на филмови, причината поради која филмови постојат во Европа е сосема друга приказна. Зборам за Холивуд. Во Холивуд не е доволно филмот да заработи пари. Туку тој треба да заработи страшно многу пари. Значи, ако на секој вложен долар, овој добија по $1, добро, убаво, ама не е тоа поентата. Поентата е да имаш експлозија на филм кој ќе заработи не само со дистрибуцијата, не само со стримингот, туку ќе стане франчайз. Од него потоа ќе има втор дел, трет дел, па ќе има спин-офс, па ќе има Луна парк, па ќе има целото тоа. Значи, тоа е вистинската, како се вика, вистинското богатство по кое трагаат холивудските студија. Аватар. Например. Значи, причината поради која постои еден филм во Холивуд е за тој да заработи многу пари. Сега има автори, нели, кои го прават тој филм, на некој проект повеќе, на некој проект помалку такви автори, ама има автори кои се надеваат да направат филм кој ќе биде вреден, кој ќе му значи нешто на гледачот, кој ќе каже нешто од авторот. Ама тоа е спорадично. Тоа е за тие што го плаќаат филмот, тоа е неважно. Во Европа филмот постои во најголема мерка баш поради тоа. Постои да се направи нешто што ќе има вредност за заедницата. Значи, ние сме се собрале како група луѓе, како култура, како држава и сме рекле, дечки, што ни треба? Ни требаат улици, добро? Заедно ќе правиме улици. Друго што ни треба образование, школи. Океј, ќе имаме образование, ќе имаме здравствена заштита, ќе имаме и култура, ќе имаме уметност. Затоа што таа не облагородува, убаво ние, кој ќе чуеме убава песна, кој ќе прочитаме убава книга, ќе видиме убав филм. И затоа во Европа и во Македонија сме седнали и даваме народни пари за да се направат филмови, затоа што или да се напишат книги, затоа што тоа не значи не го оставаме тоа на пазарот. На пазарот да решава, баш ка што во Македонија нема пазар, мислам, тоа е една педа земја. Меѓутоа, намерата е да се создаде нешто убаво, нешто што ќе им значи на луѓето во оваа култура и меѓународно, нели?
па патем ќе има и промоција на државата, на културата и сето тоа. И тоа го прави секоја држава во Европа. Значи, од буџетските пари се одвојува дел за да се направат убави парчиња уметност, да се направат убави филмови. Значи, тоа е клучната разлика во тоа како и зошто се прават филмови во Холивуд и во Европа. На што најмногу се трошат пари кога се прави филм? На глумци или? Па, фазата на снимање е најскапа. И тоа е, додека трае снимањето, значи тие месец, 2-3, зависи од филмот, тоа е далеку најскапиот дел на луѓе. Најмногу се троши на луѓе, значи глумци плюс екипа. Во Холивуд тоа се глумци и екипа. Во Европа е веројатно горе-доле. Тука, исто, да. Мислам, не ги знам. Ја никош не ги знам точно буџетите на моите филми, не знам точно како се трошат, тоа го прави продуцентот, имам полна доверба во него. Во последно време оправдано, порано и неоправдано, сум им ја давал таа доверба. Техниката исто не е ефтина, ама тоа веќе не е толку скапо како што било порано. Да, затоа што сега па и се менува, постојано се менува, континуирано. Сега, уште овој дел па да одам малку на тоа каде е Македонија, зашто сме застанати и зашто сме тамо кај што сме. Например, кога вие велите за Холивуд е битно, нели, кога ќе го продадеш филмот за студијата. Да. Битен е тој бизнис момент. Мислам, и Европа нема ништо против да се продадат филмовите. Абсолютно. Тоа не е најважната работа. Најважното е да се создаде нешто што ќе збогати заедницата. Ама сега колку на тој начин и влијаеме на заедницата. Јас сега ќе направам една безвезална споредба. Поприлично голема фама се крена овде во Скопје за Барби. Филм кој што апсолутно нема врска, без да има подолу од Златна малина, веројатно и Златна малина ќе се додели. Меѓутоа, запали тој маркетиншки трик кај децава, дури одеа со баби облечени во лилјака, во Барби, во едно, во друго. И сега, која ми е поентата? Ние бевме 6 луѓе кога отидовме да ја гледаме Врба. Кога излеговме, ја не можам не знам како да ви го објаснам тоа чувство. Прво, никој со никој не разговараше. Значи, тоа се сега говорам у секунди, десетина секунди, додека напуштаме, никој не разговараше, една тишина. И потоа одеднаш почна голем дел од луѓето онака, некои солзи во очите плакат, веројатно ги допре приказната. Сега, што е побитно? Тој момент или овој другиот момент? Парите. Сега, не дека и во Врба, сега за да морам ја да отидам да го гледам, за да не Милчо Манчевски туку студиото за да земе пари. Пак мораш да отидеш на кино да го изгледаш филмот да го видиш. Меѓутоа поубаво е вака кога ќе излезат луѓе со емоции дека ги допрел филм. За мене тоа е најважна работа на светот. Значи тие емоции што ќе ги искомуницираш. Не ги комунициравме. Еден плачеше, значи тоа беше 3 минути кај што се ќутеше. Не сакам да кажам и не говоревме, никој ништо не говорев. Што подобро. Веројатно секој ја најде некоја приказна која што го допре филмот, затоа што можеби туку сме се поистоветиле со одредени дела. Значи, таа емоција што авторот, уметникот, односно авторите, ќе ја создадат кај гледачот, односно ќе ја искомуницираат од себе кон гледачот и ќе се најдат на нешто заедничко, и е безценето. Мислам дека тоа е суштината на цивилизација, на цивилизацијско општење. Значи, ние сме се разбрале околу некоја емоција, која е важна, која е хумана, која е централна на нашето постоење. Значи, тоа е нешто, дали е тоа, ја велам, емоција, може да биде и некој филозофски концепт. Апсолутно. И сега, тоа е таа една вредност што уметничкото дело ја дава, ја придонесува кон животот во заедницата. И се зборувам во идеални услови, кога има вистинско добро уметничко дело, ама ние нели кон тоа стремиме, тоа е намерата. Од друга страна, ова што го пишувате со Барби,
дали тоа да она што го работам да биде дел од мода во моментот и да многу луѓе да го гледаат и да има голема заработувачка, мене ништо не ми значи. Океј, whatever, нели, ако беше за пари, ќе правевме нешто друго, нешто што носи повеќе пари. Ама тоа не ми исполнува. И верувам дека голем дел од гледачите исто така трајно не ги исполнува. Значи, тоа може да биде забавно, може да биде... Ја често зборувам за себе како гледач, ќе изгледам некоја лимунада и после тоа сакам да се истуширам просто. Сакам да видам нешто, да видам некој друг филм или да земам нешто да читам, да се осетам дека постои некакво значење, дека за да не се осетам манипулиран. Чекај се, што е лимунада за тебе да дефинираме? Например, лимунада е филм и ние често го употребувам зборот, сакам, меѓутоа ја го користам во форма, сакам да изгледам една лимонада малку да не си го замарам мозокот. Например, да се чувствувам убаво. Сакам да предпоставам некако друго. Не, за мене лимонада е филм кој зад кој авторот де факто не стои, ништо не кажува. И кој ме манипулира. Значи филм кај што мене не ми е... Ама ти го држи вниманието. Мене лимунади не ми го држат вниманието. Да. Значи, да разликуваме. Значи, тоа може да биде забавен филм. Забавен филм не мора да е лимунада. Апсолутно. Значи, забавен филм. Pulp Fiction е забавен, ама е феноменален филм. Pulp Fiction е филмиште. Да. Значи, тоа што е некој забавен, па крајна линија Кум е забавен. А е сериозен филм. Да. Goodfellas е уште позабавен, а е сериозен филм, а е добар филм. Значи, под лимунада подразбирам манипулирање, кај што на крајот излегувам, ништо не сум се збогатил. Не зборувам ја, не мора секој филм да биде Бергман, да биде некој збогатување, да биде Кешловски, ама авторот да биде чесен. Кај Тарантино е, например, чесен, него го интересира забавен филм. Него го интересира филм кој ќе те изненади, него го интересира криминалистичка приказна. Добро, по тој препознатлив е. Да. Тарантино. А има еден куп луѓе кои прават комерцијални филмови не затоа што ги интересира тоа што го раскажуваат, туку затоа што претпоставуваат дека тоа ќе се продаде. И кога веќе постои таква калкулација, јас мислам дека она се познава во филмот, особено пе и авторот ако не е многу талентиран, и онда се осеќаш као некој да те малтретира, де факто. Добро, како ти ја зимаат пари? Па некои не зимаат. Некои зимаат затоа што на луѓе нешто ќе им се допадне во тој филм. Луѓе сакаат, има пуно луѓе кои стварно не сакаат да се замара. Често е тоа ради звездата. Значи, звездата на филмот е звезда затоа што луѓе сакаат да го гледаат. Од некоја причина. Не мора да биде затоа што е добар глумец. Ба така да. Или не мора да биде затоа што е лепотан. Нели? Него има нешто зашто јас сакам да давам $20 да идам да го гледам Бред Пит. И пуно луѓе сакаат да идат да го гледат. И тоа веќе е, нели, ги привлекува луѓето и тоа е може да биде причината зашто некој филм е успешен. Продаваат звездите го продаваат филмот? Или филмот како филм? Звездите се најважен елемент во продажбата на филмот. Например, еве еден лесен филм, кој што кога и да го пуштиш да го гледаш, ќе го изгледам Pretty Woman со вашиот пријател Ричард Гир и Джулија Робертс. Да. Тоа е еден филм кој што знаеме и како ќе заврши, се дури навиваме да заврши така како што завршува. И кој што така е останат во аналите на кинематографијата. И денеска да го пуштите, ќе седнете, ќе го изгледате. Значи има сигурно се чувствувате убаво кога ќе заврши филмот. Има еден куп глумци што подобро би го одиграле. Ама не значи дека филмот би бил по-продаван, по-комерцијален, по-гледан. Дури напротив. Значи, луѓе од некоја причина сакаа да одат да го гледаат Ричард Гир и да ја гледаат
Джулија Робертс. Која е тајната, никој не знае зошто овој човек, овој глумец е звезда, а овој глумец не е звезда. Да. Тоа значи 100 и кусур години постоење на Јасно, кинематографија. Ѓаволот носи Прада го има изгледано 200 пати. И пак да го пуштам и пак не ми е досет. Толку ми се допаѓа како ја игра Мерил Стрип улогата, тоа е неверојатно нешто. Па таму мислам дека и Натали Портман тоа е, али добро направен филм. Не е со она тежина, меѓутоа пак е има нешто онака, можеби заради тоа што е врзано со новинарство индиректно, бидејќи нели модно новинарство. Но дај ми ја малку Македонија, некако останавме во 94-та или Before the Rain, без да ги подсерам секако Прашина и сите оние други филмови кои што излегува, меѓутоа тоа е она кој што ја лансираше Македонија на филмската мапа и мислам дека од бившите југословски држави сме единствени, така, кои што сме биле во тој потесен круг на номинација, освен Медена земја кој што исто беше во делот на документарни филмови. Па 94-та беше една експлозија која факат објективно ја стави Македонија на мапата не само кинематографска, туку и воопшто. Мислам, тоа Роджер Иберт го вика во неговата критика на филмот. Имаш, нели, не знам, јапонски весници кои што покрај критиката стои мапа на Европа, па заокружено кај е Македонија, па како се изговара зборот и така. И тоа е историски факт. И има многу убави работи околу тоа. Најубавата работа за мене е што тој филм е баш онака како што го опишавте зборувајќи за Врба, истото и со Пред дождот се случи луѓе да излезат, да ќутат, да плачат, да ја памтат емоцијата. Имав еден гледач во Италија пред 2-3 години го пуштаа филмот и јас бев на проекцијата и ми приде и ми вика, да ви кажам, ништо не памтам од приказката, го гледав пред 26-7 години, ништо не памтам од приказката, ама чувството го памтам и сега го гледам повторно и ми се врати истото чувство. И тоа за мене е најубавата работа. А тој нус продукт на пласман на една култура, пласман на фактот дека на оваа една педа земја постојат луѓе кои квалитетно работат, имаат што да кажат, што да придонесат, е супер. Е бонус. И државата требаше и треба тоа подобро да го искористи. Сега, дали е денеска, за мене мислам дека кога би бил гледач, би рекол дека имам направено поинтересни филмови од Пред дождот, после него. А што се однесува до големата слика во Македонија, има талентирани млади автори, има одлични млади автори, кои веќе се наметнуваат, прават филмови, ги забележуваат и штета е што системот, конкретно Агенцијата за филм, не ги поддржува на вистински начин, што Агенцијата за филм во низа ја водат луѓе кои не се способни тоа да го завршат и нечесно работат и еден куп пари се потрошени, се искрадени, наместо да влезат во филмови кои ќе придонесат нешто за заедницата и за промоција на земјата. Ја ќе се навратам и на тоа, затоа што тоа е не специфична, туку многу и горлива тема, бидејќи толку пари ние слушаме дека се вртат, а никој ништо не гледа од тоа каде е филмот. Например, или кога ќе даеш пари за филм, веројатно треба и да го прикажеш. Освен ако не ти е незгодно, ако не си направил дело. Да, но баш така. Треба да се видат, треба да се, мислам, во крајна линија, чисто од едно обично поштење, нели, пошто тоа се нели, злоупотребуван израз, ама тоа се народни пари. Тие народни пари, ајде да ги видиме тие филмови. Ако се гордеам, да се пофалам со тој филм, нека го видат што повеќе луѓе, нека го оценуваат. Моите филмови со голема помош на дистрибутерот Тања Пепелјуговска игра во над
30 градови низ Македонија. Значи сегде кај што постоеше и најмала шанса да играат филмовите, они играа. Гледани се, секоја година кои ќе се појават се најгледани филмови што играат во Македонија таа година. Јас знам да се навратам често на преддождот. Зашто да не, па и на прашина, па и на врба ми е уште свеж, затоа буди уште емоции некои. Тој Златен лав ве промени вас или вие сега тој може би раскажува на приказна, меѓутоа претпоставам кога правевте преддождот не очекувавте таква експлозија или очекувавте? Па не очекував, ама се надевав. Затоа што ја верувам во тоа што го работам. И верувам дека е само прашање на време кога тоа ќе биде откриено. Кога само треба да биде видено. Така да додека го работев, не очекував, ама на некој начин не бев премногу. Глупо е да кажам дека не бев изненаден. Мислам, шокантно беше се што се случи, затоа што не беше само Златен лав, не беше номинација, него беа уште меѓу други 30 награди, луѓе кои плачат кога го гледаат филмот, академски конференции за филмот, ми нудат холивудски проекти на база на тоа, влезене во учебници, го зборуваат после 30 години, така да сето тоа заедно е како да тудрил некој со чекан по глава. И е ја го доживев како значи сите тие години труд, ангажман, верба, плюс и талент, на овој начин треба да се вратат. Значи не ми беше шокантно, иако беше шокантно. Нас дори ние одевме од училиште, тогаш бев гимназијалец и моравме да го гледаме. Моравме, мислам, требаше да се погледне преддождот, затоа што тој е македонскиот амбасадор. И пред тоа, нели, ова Златниот лав и сите оние награди, сега толку и не беше мислам, имало новинари од културни редакции кои што следеле, меѓутоа јавноста како јавност не беше подготвена веројатно за еден таков додуше кога режисерот го доживел како шокантно. Зашто не јавноста да го доживе? Па не, апсолутно беше шок. Значи, прво, македонски филм никогаш не играл на еден од најголемиве фестивали на свет. Значи, Венеција, Кан, Берлин. А кој ги пушти таму, например? Или тоа претпоставам се праќа, ајде да го пуштиме да конкурира. Да, значи преддождот беше копродукција со Велика Британија, Франција и Македонија. Македонија влезе во филмот, па излезе. Па ние почнавме да го работиме, почнавме да го снимаме, па Македонија се врати во филмот. Збориме државата Македонија. Државата. Македонските граѓани, глумци, екипа беа секогаш со филмот и они го направија. Значи ние за малку сме можели да го немаме преддождот, така? Да, ние имавме прва клапа кога тоа не беше македонски званично, официјално македонски филм. Македонија влезе пред крај на снимањето. Учествуваше со 7% од буџетот. 93% беа од Британија и Франција. Колку беше, ако се не ми текнува, мислам тие не се... Ја мислам дека беше негде околу 1.400.000 фунти во тоа време. Ако не се лажам, мене никогаш не ми го покажа буџетот. Да. Никогаш не, отприлика, колку е... Мислам дека на крај се заедно толку беше, што е, мислам, е дури за европски прилики скромни пари. Скромни? Па да. Особено што скоро пола од филмот се снимаше во Лондон. Монтажата и подготовките беа во Англија. Имаше француска екипа и сето тоа многу ја качува. Цената. Мада и кај нас и хонорарите и цените се подигна од како почнавме да носиме копродукции тука. Така да, значи ова беше прв пат воопшто да се појави филм. Кој го предложи? Значи го предложија се договара, во принцип British Screen го водеше проектот, ама и Полиграм Франција беше активен учесник и решија французите да го понудат, затоа што тука де факто и немаше
никој што имаше некакво искуство во тоа. И французите го понудија Унифранс, мислам така дека се, не, или Франс Филм, не знам како се. Да. Франс Филм, тоа е државна институција која ги презентира француските филмови и Джило Понтекорво, директорот на Венеција, значи он кога бира филмови, ќе отиде у Холивуд, ќе седи 2 недели, ќе изгледа филмови. Ќе отиде у Лондон, ќе седи 1 недела, ќе изгледа што има да му понудат. Ќе отиде во Париз, ќе изгледа што има во Франција да се понуди. И така доаѓа во Париз, францускава институција која ги презентира француските филмови по светот, му ги пушта сите француски филмови и меѓу другите и една француска копродукција која се вика Пред дождот. И сега ја појма нема што се случува и како си водеа тоа, продуцентите ја водеа приказката, после ми раскажа, не знам колку тоа може стварно да биде вистина, затоа што звучи прилично шокантно, ама дека во прво време они побарале филмот да се прикаже, некој го извлекол од листата, да не биде прикажан, некоја службеничка која работела во Франс Филм, која имала симпатии кон Грција. А во тоа време тоа беше пикот на конфликтот Македонија-Грција. И грците факат вложија дипломатска нота поради тоа што во каталогот на фестивалот во Венеција стоеше македонски јазик. Дека филмот игра на македонски. После и се уклучија и во академијата прашањето на името. Ја бойкотирав учеството на свеченоста до некои 2-3 сати пред самата свеченост. И се сеќавам. И кој го врати филмот после? Таа го Продуцентите откриле дека го нема и се побуниле и го вратиле филмот на список. Играл последен филм. Значи таа недела 5 дена, 6 дена колку гледал филмот. Толку гледаш последен сеатите. без превод. И Джило го изгледал филмот. Седно, ако без превод. Си го изгледал филмот. И после им рекол, беше таков многу директен, многу феноменален човек. И ми вика, фала, овој последниот филм што го гледав, многу ме бендиса, ќе го земам за фестивалот, а утре сакам со превод да го гледам. И кога беше проекцијата на филмот, значи првата премиера, сега идеш со екипата, има, нели, новинари, и уште беше ден, не знам, доцна се стемнува и уште е светло. И ние влегуваме внатре и денес, например, директорот на Венеција Барбера се појавува на секоја официјална проекција и го представува филмот. Во тоа време директорот не се појавуваше. Он не доаѓаше. И доаѓа Джило, не чека пред да влеземе внатре. И слабо збореше англиски, ама успеа убаво си го артикулира. Вика, дојдов, а стар човек, онак. Вика, ја ова никош не го правам. Дојдов сега само да ти посакам среќа. Good luck за филмов. И толку се поздрави, си отиде. Така да одговор на вашето прашање, да, тоа беше тотално неочекувано. Неочекувано прво затоа што е дебитант, второ затоа што Македонија немала видливост на светската мапа. Особено немаше у време на тотална блокада на информацијска, на секаква, на непријателство кое се уште не е исчезнато. Ама се сеќавам на таа борба на Оскарите беше за јазикот на Оскарите беше така 2-3 сати пред Да, за името беше. За името беше. Да. Како ќе биде, што ќе биде, до крај одржавте на... Па да, ја реков не едам, едноставно. И дојде они, нели, сега сите дотерани со лептирмашни со ове седат. Ја викам, дечки, не едам, ова е навредливо за нас. Ова е, тоа е уствари, можеш директно да го врзеш со identity politics денеска. Абсолютно. Нели, немој ти мојот идентитет да го навредуваш. Ти бави се со твојот, не со мојот. Да. И да, беше, излезе после на наслони. Добре, ако не попушта, немаше да отидеш. Баш онака на Оскар. Не. Не ми значат мене тие. Мислам, они се страшно важни за животот на филмот. Апсолутно, да. Мене лично ми е гајле.
Што човек си? Кој не е, мислам, има работи што ми се важни. Не, добро, има многу луѓе кои што живеат за тој момент на Оскарите. Се тебе ти си остварило тој, па за тоа те плюкаат. Се шегувам. Да, не. Мислам, имаш противници, непријатели, како да кажам Не сега. сум од нивна банда. Не си од нивна банда. Србиве успеа сега да не ме сватат погрешно луѓе во не сте од нивна банда, значи оно што вие го направивте остава и ќе остане како траен белег во Македонија, без разлика што не знам колку Македонија ви си има одолжена на вас. Ако одиме на назад, ако се враќаме, ќе учествуваме, па нема да учествуваме во филмот, не навлегуваме во политичките гарнитури, но не така одавна пак бевте активни, не знам, корупција, марупција, едно друго, се зборуваме ние пари за филмови нит гледаме, нит сме виделе, сите се навлековме на овие српскиве што ги прават овие серииве, тамо се истурат огромни пари, се промовираат нови кадри, ќе влете и по некој наш квалитетен македонски глумец, сме ги тоа на прсти ги броиме тие. Што е ова? Што се случува? Филм не е снимен од кого? Вие вашите не ги броиме, јас не памтам. Па се снимаат филмови, се прашање Каде? колку се видливи, некои се добри, некои не се. Во принцип, директно да ви одговорам на темата. Што е поентата? Кој тоа не го сака Милчо Манчевски? Кому тоа? Затоа веламе во Македонија секој простот успех никога. Па тоа е првата причина. Значи еден онака нормален класична ортодоксна завист. Нели, пакост. Второ е ако ги качуваш стандардите, тие што не можат да ги следат, или треба да се обидат да ги следат, нешто да научат, нешто да се подобрат, или некој од нив ќе бидат љути. И како ви кажат, ако немој со свиња да се тепаш во кал, затоа што има повеќе искуство, ќе те победи. Директен повод беше тоа што 2020 и 2022 раководството на Агенцијата за филм и некои од луѓето што работат со Агенцијата за филм, јас ги пријавив за корупција, за местени конкурси, за давање пари без банкарски гаранции на проекти на филмови што никогаш не се снимија. И како резултат на тоа, антикорупцијска реагираше, го истражи случајот и првиот пат и вториот пат побара поради злоупотреба да се сменат директорите на агенцијата. Значи директорот 20 и директорот 22. Transparency International исто го поддржа тоа што го кажав од како ги истражија случаите и првиот пат дури поднесоа кривична пријава против директорот на агенцијата. Понатаму и ДЗР, еве лани и работна група на комисијата на Министерството за култура го истражија и го потврдија тоа што го пријавив. Работната група во извештај на 45 страни најде еден куп кршења закон. Например, еве прашувате кај се парите, кај се филмовите. За колку пари стана збор? Па секоја година, не знам колку е буџетот, 2-3 милиони, порано беше повеќе. За кои одат Добро, за филм. За колку пари е, например, се станува збор за овие? Тоа допрва треба некој да го испита. Значи милиони евра се така? Да, милиони евра. Што се дадени, а филмови не сме виделе. Еве вака, значи извештајот на Министерство за култура вели дека во последниве неколку години има 39 проекти, 39 филмови за кои се дадени пари, филмовите не се снимени. Парите не се вратени. 39. Значи не се 1, 2, 3 па нешто се случило. Како бе така? Така. Тоа и ја го викаме. Како бе? Значи, кои се тие? Се знаат, нели? Кои ќе се може да се избројат, може да. Значи, во најмала рака или треба да се завршат филмовите, или да се вратат парите. Така, ние даваме банкарски гаранции, за секој филм давам банкарска гаранција, куќата татко ми што ми остави е залог за таа банкарска гаранција, за да добијам пари од државата, не да добијам ја, да добие проектот, за да се сними тој филм.
И ако не се сними тој филм, банката ќе ја земе куќата. Значи, еден куп 2020 еден куп проекти добија пари без банкарски гаранции. Во вредност од 73 милиони денари. По колку евра? Па милиони 200-300 нешто, така. Како одмазда за тоа што ги пријавив, они започна една кампања, значи кампања по медиумите што беа партиски контролирани, и ја блокираа мојата работа, ја блокира работата на мои соработници, им се закануваа. Зашто? За одмазда. Како може вас да ве блокираат? Значи, управниот одбор на Агенција за филм донесе незаконска одлука, дека ја стопират соработката со мене и со мојата продукција. Банана продукција, така? Банана продукција. И значи тоа се однесуваше на претходниот филм и на следниот филм. Претходниот филм агенцијата, ние го завршивме филмот, го прикажавме, беше најгледан филм во Македонија. За кој филм зборуваме? За Кајмак. Кајмак имаше премиера на фестивалот во Токио, играше на куп фестивали, доби некои награди, продадене во сигурно на 50 земји продаден за дистрибуција. Ама ние немаме потврда од Агенцијата за филм дека филмот е завршен. Копродуцентите наши од Данска, Холандија, Хрватска и Евроимаж, они не можат да го затворат проектот затоа што од агенцијата немаат потврда дека е готов филмот. И последната третина од тоа што агенцијата го должи не е исплатен, значи има луѓе во екипата што не се доисплатени на филм кој е завршен, прикажан пред 2,5 години. За следниот филм, овој што допрва ќе го снимам, кој? Се вика Збогум Копакабано. Работен наслов беше Биста. Доби на конкурсот, доби подршка колку што добива дебитантски филм. Истото беше и со Кајмак. Декември 22, значи пред 2 и кусур години. 2 години и 3 месеци. И тоа е стопиран. Во меѓувреме 4 партнери од 4 копродукцијски земји влегоа во филмот со пари добиени за проектот од нивните државни фондови. Македонија се уште го има замрзнато тој филм и сега се судиме. Со кој се судите? Со Агенција за филм? Со Агенција за филм, да. Значи, судот досуди дека они мораат да го исплатат тоа што го должат за Кајмак со камати и судски трошоци. Пред тоа, управниот суд досуди дека во оценувањето на Збогум Копакабано од страна на финансискиот советник Бранко Петровски, на рецензентката Ана Василевска, имало судирни интереси и дека агенцијата треба тоа да го прифати и одново да го оценува филмот. Значи ние сме на суд, ги тепаме на суд. Се надевам дека тоа ќе се расчисти. Се надевам дека ќе се расчисти не само поради мене, туку и затоа што има еден куп добри, талентирани млади автори кои се малтретирани од претходните раководства на Агенцијата за филм. Ама има ли нешто што функционира нормално? Сега гледам нов управен одбор во Агенцијата за филм, кој покажува вистинска намера да расчисти со тоа како се случувало и тоа да тргне и да има и подобрен закон за филм и да има, што е најважно, чесен однос. Значи, ако има пари за една дејност, дај тие да се потрошат, дај да видиме резултат. Значи, снимал филм, ај после 2 години да видиме што било со тој филм. Колку луѓе го гледале, кај играл, бил на некој фестивал, добил некоја награда во Македонија, го гледале луѓе, не го гледал, играл на телевизија. Но тоа се снима, се заборава, као да се срамат од своите филмови да ги изиграат. Значи, не е само работата
како се потрошија, кај се потрошија, ти дадовме. Не ми дававте бе дечки, тие се државни пари кои ги уложивте во проект, затоа што проектот е полезен за државата. Тие нити се на дедоти, нити ја дома си ги носам. А тоа ти дадовме као джеб ги дава, а тоа не нивните пари, така ти дадовме тебе. Као, не, обратно. Ја ви дадов вас дозвола да се потпишете на мојот филм. Како инвеститори. Него тој концепт на резултат. Што е постигнато со поддршката, со државната поддршка, дали се пари, дали е организација, дали е инфраструктура, значи овде и овде. Ајде да ги видиме тие резултати. Не постои систем кај што се оценуваат. Не мора дури ни да се оценуваат, него само да бидат наведени, само да се каже, значи ова се потроши, ова се постигне. И тоа не само во филм и во култура, туку и воопшто. Значи да имаме едно навраќање, едно резимирање, некој едноставен систем во кој ќе има јавен отчет. Не знам што да кажам. Ја знаев дека нешто се случува во таа агенција за филм, значи уште од долги години тоа се говори агенција за филм, агенција, кога ќе дојде тоа проект и култура, тоа тамо е навистина хаосно, не очекував дека дека до волку ќе се тргне, но очигледно парите се отепувачка, како беше тоа. На крајот се сведува на пари, па помогу кога ги зимаш, берем направи некој филм, покажи го сега. Да. Што е оно што не разликува, например, што прават Србиве? Несреќата во овој случај е тоа што, ја како ја гледам, е тоа што кога правиш нешто што може да биде благородно, што може да биде убаво, како што кажавте, излегувам од киното, сите ќутиме, нешто ми се случило. Што, за жал, за тоа да го направиш, во оваа уметност, тоа кошта многу пари. Филмот е скап. За да дојдам до тоа треба да го направиш филмот прво, така. Прашање дали е направен филмот уопште. Да. Не, него за да стигнеме до крајниот момент. Камо среќа да не се бавиме со пари, него да се бавиме. Знаеш, ја милион пати сум го повторил тоа, им завидувам на сликари и на поети, затоа што нели ќе си купиш платно, сам ќе си платиш за боите, ќе го направиш делото. Да. Може никој нема да го види, може никој нема да го купи, може ќе го сакаат 50 години од како ќе умреш, ама си го направил делото, тоа е најважното. Овде треба прво да го продадеш, па после да го направиш. Да не снимате и вие со мобилен, да не почнете. Бога ми. Како тргнала работа. А со Ричард Гир си гледате? Не, одамна се не видено. Не, мислам, последен пат се видовме кога беше во Скопје. Тоа е пред милион години. Пред милион години. Да. А вака кога одите во Њујорк, немате комуникација, немате или знам дека бевте добри другари све време. Комунициравте. Да бидам искрен, не бев многу задоволен од тоа како заврши нашата соработка околу прашина. И така. Он не испадна баш најфер. Да? Да. Типично холивудски или? Да. Бизнисменски. Не е дури ни бизнис, него така, не поштено. Не завлекуваше долго време. Сам се наметна. Ја не сакав да работи на прашина, затоа што имав друга визија за тоа кој треба да го игра главниот лик. Он се наметна и откако се наметна, ја си ја продадов душата за полесно да го isfinansираме проектот. Имаш звезда, полесно се финансира. Апсолутно, да. И откако тоа се случи, он после почна да калкулира. Ај сега овој ќе го правам, а после овој ќе не у јануари овој, а овој у јули и Ти пукна филм. Не завлекуваше, да. Со тоа што беше голема среќа што на крај он не го работеше филмот, затоа што овој кастинг што го имаме за прашина, значи со Дейвид Уенам во главната, Джозеф Фајнс во втората улога, е кастинг од соништата. Јас се говорите, не можам ни да го замислам Ричард Гир во прашина.
Па Особено ќе беше после поинаков Джозеф филм. Фајнс. Поинаков филм ќе да. беше. Ја мислам прво Дејвид е супериорен глумец. Апсолутно, да. Дејвид има таа леснотија, моќна трансформација, он може било што да одигра. Гир има, значи овие работи ги прави одлично. Ако му бараш тука нешто, нема баш да биде. Да, точно знаеш кој до каде. Да. Со кој одите, сега сте често во Македонија, знам, едно време ја кога се јави дури се изненадив, ја не ни очекував дека ќе ве добиеме, мислев дека сте во Њујорк, во Америка. Или... Па не сакам да ја доразчистам ситуацијава со агенцијата и сакам да го снимам новиот филм. Тој што тематика ќе биде? Тоа е филм за сестринска, братска љубов. Брат и сестра кои крадат бисти и ги продаваат на кило. Добро, тебе ти текнуваат овие вака идеи? Па да, генерално, да. Ова идеја произлезе од импровизација, од рифување, од тоа како ти текнуваат идеи. Еве да ти кажам како текнуваат. Не, стварно не знам Ова, ова може, па у тој случај ова се случува и ја уживам у читање и раскажување приказни. Било каква форма, дали е пишана форма, дали се стрипови, дали е филм, така да смислам приказна, тоа е најлесна работа на планета. А овие какви бисти крадат? Зашто ги крадат бистите? За пари, И кај ги продаваат? на отпад. И после отпад? Отпад ги топи. А, тоа и стварно се случува. Не, да, ма некако... Еве у парк ги нема. Некако ме... Да, Колеме без Делковски глави го се, нема, да. Без глави се. Има многу и тие, ние сме за Гоце Делчев сите, а многу бисти има со без глава на Гоце Делчев или на тие хероите, па подпишани тамо. Да, овде, тука сум додека се надевам скоро дека ќе се расчисти маглата, имам доверба во новиот управен одбор. Јас сакам да верувам во институциите, пошто ако не веруваш во институциите, ти што правиш, мислам, живееш у аномија. И после бегаш за Америка? Па да го завршам, да, имам таму еден куп обврски кои ме чекаат, кои не сум ги запоставив малку. А ова да не има некои промени сега со Трамп или? Знаеш што да Има. Не, мислам, тоа пак е стабилен систем. Па да, ама гледам дека Холивуд е поприлично поделен. Тој ако не се лажем на Силвестер Сталони и на не знам на кој тамо каже, овие ќе бидат сега главни во Холивуд. Вие како сте со Сталони? Не, нема да видим. Сталони само еднаш го имам сретнато, не се знам и плюс јас сум во Њујорк кој е посебен екосистем. Така да тоа што се случува во големата слика на крај може да има реперкусија, ама нема барем одма нема голем директен одраз. А добро, тамо соработувате со некој да видат холивудските фаци се? Па Вилем Дефо е единствен со кој онака се дружам, се гледам. Он е прекрасен човек, срце човек е. И не знам, имам неколку колеги низ Њујорк, не знам, Алекс Роквел, Тод Солонц, Богдана Петри, со кој понекогаш се гледам, ама не сум нешто многу активен, не сум, сегде сум аутсайдер. Аутсайдер. Предпоставам ја видовте пораката за пред дождот на на големата глумица, сега ми идет на паметот ми идет. На Глен Клоуз. Да, на Глен Клоуз. Предпоставам ја видовте таа порака. Не, сакам да кажем, ја никаде не сум дел од системот, од некое друштво, од некое нешто онака Холивуд, нешто црвен тепих. Друштво луѓе кои редовно се дружат, па разменуваат идеи, па заедно излегуваат, па си праќаат сценарија и така. Поиќе сум усамljeni каубој. И мислам, не гледам ништо лошо у тоа да бидеш дел од некоја таква заедница, него едноставно така ми се случило. Знаеш, од тука отидов во Америка, се вратив, не можев да немам работа, се преселив у Њујорк, таму создадов еден систем, еден екосистем. Се случи пред дождот, дојдов да снимам тука. И после идев напред-назад и работам малку таму, повеќе во Европа. Сега таа Европа е, нели, као Македонија ти е матична, ама работиш со енглези, работиш со французи, ама не живееш у Лондон, нели? Не живееш. Така да
се знам со луѓе, ама не сум нешто активно уклучен во некакви друштва. Аха. Ама сте дел од синдикатот, така? Да, јас сум во синдикатот на режисери на Америка и во Европска филмска академија. Тоа знам за Член. Европска филмска академија, знам бидејќи нели разговаравме тоа колку илјади комисии има тоа за Оскарито доделување. Обично, како велат, еве ја ќе прашам, не ти пука филмона после сите овие перипети или баш те фати не за ова со пари? Обично некој ќе каже, ајде, Па не се парите, Налети сте не се и- парите во прашање филмот, завршиш филмот, во прашање принципот, нели, да докажеме Аха. кој тука бил бандит и да се доисплати екипата. Ние им должиме на луѓето пред 2,5 години работеа, завршија филм, не се доисплатени затоа што државата не зафркава. Уште колку пари должат? Должат третина од тоа што го вложија во филмот. Значи, апсолутно не ми е да ми пукне филм. Како може да ми пукне филм? Треба домашното да си го напишам, да завршам работа. Особено кога знаеш дека си во право. Да. И ако ќе завршиш тоа, И не ми е прв пат да имам потешкоти во тоа да истуркам нешто до крај како што треба. Ја Прашина 7 години го работев, 6 години го финансирав. Пред дождот се распаѓаше проектот, продуцентите се откажуваа од него. Така да не е, мислам, нашле на тврд орев. добро, некој политички филм не те привлекува да направиш за она што се случува на Македонија 30 години, те привлекува некојаш? Сценаријата генерално ги пишува друг или ти ги го правиш мозаикот во Не, ја ги во глава? пишувам. Ја ги пишувам. Види, иако во тие филмови на Милчо Манчевски, ако сакаш да влезеш, ти можеш и да најдеш и политички дискурс. Се разбира. Не Се Гјуто, разбира, да. пред дождот. Може би они затоа и наоѓаат мана, знаеш, па ќе отидат на тоа, не представуваат само како да сме во села, како демек јавноста кој ќе отиде во Холивуд и сите мислат дека ние живееме. А зашто они се... Тие муавети, добро, луѓе, ја колку пати се Ја да те објаснувам. прашам, зашто они се срамат од селото? Не знам. Што има Демек, погрешно во Македонија. селото? Што има погрешно во Не, планина и што има погрешно во сиромаштија? Мислам, сиромаштија не е лесна. Меѓутоа, ама тоа не е нешто што треба да се срамиш. Добро, на крајот од едното е филм И, тоа. и зборуваат за сиромаштија и за село, а не зборуваат за тоа какви се моралните вредности на главните ликови во Пред дождот или во моите филмови. Значи, луѓе кои имаат принцип, кои даруваат, кои се жртвуваат, кои се борат за нешто вредно. Така да не е ни важно. Не е ни важно и затоа прашав практично. Некој ти паднало на глава да не Македонија да ја представиш, на пример не знам како да Па види, кажам тоа. ако сме веќе кај представување, тема да ако фатиме. сме веќе кај представување, еве Кајмак и Сенки беа во ептен урбана средина и ептен богаташка урбана средина. Така? И тоа со специфично коруптивен момент кој што беше прикажан. Па, за жал, има многу коруптивен живот во Македонија. Да. И тоа корупција на душата, не е само нели се продаваме за пари. Мислам дека не е главната работа на една уметност да зборува за политика или за општество. Има поважни работи. Има работи кои се поуниверзални и кои се поемотивни. Меѓутоа, тоа е една од работите за кои може да зборува уметност. Па и врва е индиректно политика. Па индиректно. Е, како не? Како не и тоа во Лондон, например, или во Калифорнија, и па и на други места, во Португалија многу убаво го сватија. Значи, темата околу имање деца, околу инвитро, околу абортус, тоа е централна, еден од централните сукоби во, например, во американското општество. Да. Така да за политика па веќе направив хорор.
Не, тоа би кога би се правило такво нешто, тоа би требало да биде документарец, ама документарец не како репортажа, него документарец кој многу подлабински ќе завлезе само во ќе најде едно парченце и тоа ќе го разработи ептен убаво. Не она како стол со Путин, туку нешто, знаеш, ја карикираме, фаќам чашави, да чепкам во чашава сега. Да, ако добро сватив. Да се разработи, да се најде нешто универзално во случувањето. Значи не само да ги наброиме работите што се случиле или Не зборам за такви филми. Ама мислам дека тоа за мој вкус дека тоа би требало да биде документарец, а не игран филм. Затоа што документарец, како што рековте, знаат да бидат многу. Ја порано бев поскептичен кон документарци, ама сега се повеќе и повеќе ги почитувам. И добиваат се, он победи во Венеција пред неколку години, мислам и во Берлин, после, значи на големија фестивали, како најдобар филм, документарец победува, и тоа феноменални документарци. Значи, такво нешто би вредело да се направи и може би седнал да работам. Тоа е ова така, на граница на филм и документарен, таква некоја возење, ама па тука, па што, па тука, па направи. Не знам, во моментов немам конкретна. Не, онака ми конкретна падна идеја. зашто. Зашто србите толку вложуваат во филмови? Па нека изгледаат и не толку многу квалитетни. Не знам, ја не следам многу. Сигурно се исплати или финансиски или промотивно. Верувам и дека финансиски се исплати, затоа што тоа се во најголема мерка има серии многу. Има серии, серии кои што се поприлично криминалистички, они тука демек тој е модерниот пристап да го. Меѓутоа прават филм за Тома. Така? Да. Само знаете, и сега Тома истружи некакви рекорди кај нас, додуше по цела Македонија. Испопаѓава. Ете? Во несвест. Да, еве и кај нас слушам за Тоше ќе се прави. Тоа сакав да прашам, би правил кој ќе прави филм за Тоше? Па, мислам дека Охо продукција, ама не сум сигурен. Аха, ама тоа не е. Јас мислев филм како. Па има еден лоби ТВ на Netflix, мислам дека отиде на филм за Дражен Петровиќ, лично не сум многу. Не знам дали сте го гледале. Не, ни тој ни Тома. Ја го гледав, окей, се е тоа, значи глумци нели го играат ликот на Тоше, меѓутоа ја бидејќи сум правил портрет за Дражен преку неговата мајка и горе доле очеков можеби повеќе. Јас искрено не гледам. Не знам, вие би се нафатиле за Тоше Бројски да правите филм? Филм, не документарец, филм. Многу е тешко. Како што е тоа? Тоше. Затоа што секој ќе му најде мана. Па добро, да. Ама не се дава ни на секој да прави, така? Не, секој што ќе го гледа ќе му најде мана. Ја имам еден филозофски проблем, еден концептуален проблем, кога се прави игран филм според вистински луѓе или вистински настани, затоа што луѓето што ќе го гледаат тој филм, ќе го земат здраво за готово. Како тоа е вистината. А ја не сум бил таму. Ја не знам која е вистината. И мислам дека го немам тоа право да зборувам за тоа што било и како било. Добро, не сакам да си играм со вистината. Ама вие секако кога правите филм се подготвувате за. Да, така. Да, сето тоа. Например, можеме ние да правиме за Јонче Христоски филм, меѓутоа секако тоа бара, карикирам сега, ќе бара подготовка. Ма ја и за филмови кои се однесуваат на измислени ликови, измислени ситуации, правам страшно многу подготовки. Добро, за кого би направиле филм? За никого. За никога? За никога не би правил филм. Мислам дека Ни за Тито? Па за Тито ја би сакал да гледам, да видам филм. Аха, има. Би сакал да Србија видам. направија некој. Така. Додуше повеќе за Јованка беа. Така. И за Игран или документарен?
Па помеѓу играно документаристички ги дава Така. во али беа серии, не беше филм, серии беа додуше повеќе. И за Јованка. Јас имам Они се обидувам да они влечат од архивите влечат некои моменти. Јас претпоставам дека тоа се државни проекти кои што сакат да представат една малку поинаква слика. Мислам дека тоа е она кој што на нас не недостасува, како што не недостасува архива. Јас сум исклучително бесен на тоа, затоа што таква негрижа за богатство. Да. Особено за националниот сервис, за јавниот сервис. Јас дури кога магистрирав на таа тема, правев споредби со ХТВ, со BBC, во Хрватска е прогласено за културно наследство архивата на хрватската телевизија. Овде кај нас не верувам дека не се свесни луѓето што значи таа архива. И мислам дека е многу подлабоко таму и политичко прашањето кога е во прашање архивата, меѓутоа страшно ја сега баш се соочувам со архиви, малку ја средувам не целата моја архива, него само мастерите на моите филмови, кратки филмови, фотоизложби. И откривам дека ги немам мастерите, например, за пеперутката. На реклама купувајте македонски производи. Со Чичко Јосиф. Не постои. каде? Го нема. Не знаеме каде. Значи, Јас сериозно се сомневам во тоа со архивата дека меѓутоа е да не одам во теорија на заговор. Ја отидов и во куќата за постпродукција кај што го монтиравме филмот во Лондон, да пошто они веројатно би го чувале, не постои веќе банкротиране. Таа монтажна куќа веќе не постои. Јас имам некоја лоша копија и ете тоа ако го третираме како каква таква мала наша културна баштина, оригиналот го немаме. Мислам тоа е голема тема. Пред некоја година имаше неколку професионалци се обидоа да ги откупат правата на Пред дождот, например, и на Прашина. Пред дождот, например, Македонија ги нема правата. Затоа што не беше главен и он е учесник. Ние можеме да го прикажеме филмот, меѓутоа негативот седи во Лондон. И они се обидоа тоа да го купат затоа што тоа е наша културна баштина. Она е и културна баштина на И текнало светот. 30 години. Ама го значи ние го немаме. Утре може тој што ги поседува правата, тоа е една англиска фирма, да каже филмот веќе не го пуштаме, нигде не го дава. Или негативот ќе седи у подрум. Да. Добро. Уште едно прашање, например, Киро Григоров или Борис Трајковски? Не ви се интересни за деловите, например, кога велиме делови атентатот или Не, има многу интересни работи. Павел Шатев е феноменален лик, например, за приказна, за филм, за документарец, за книга, за било што. Мислам, од каде тргнува човекот, до каде стигнува. Значи, он е од Солунските атентати, тој првата бомба ја фрла на бродот Гвадалкивир. Знаеш зашто те газам на ова прашање? Затоа што те газам во наводници, сакам твој ракопис да видам на едно такво дело. Мислам дека ќе видам многу добро. Кочорацин е исто така многу интересен лик за филми. Има од војната има и други ликови, има не знам Стив Наумов, не знам Питу. Ти си интересни ти за тие ликови? Како не? Да? Како не? Мене и овие ја правев страшно многу, прво сакам ресерч. Историски ресерч, историја многу читам. Прашина кога ја спремавме, ние имавме над 160 библиографски единици за ресерч за Прашина. Голем дел беа за околу Илинденското остание, преди, после и Отоманско царство. Имаше еден голем дел за Дивиот Запад, нели, пошто каубојци кои доаѓаат тука. Ги најдов текстовите на Мис Стоун, објавени во McClure's Magazine, текстот на придружничката неизина Катарина Цилка. Тоа е фелтон, не знам, 6-7 продолжение, од кој едно продолжение од Цилка, а другите се од Мис Стоун. И тоа што го пишувало Цилка е многу поубаво, поживо, поинтересно. Ја најдов во меѓувреме, ја преведоа книгата, али
тогаш ја немаше, ке нас преведено Confessions of a Macedonian Bandit од Алберт Сониксен, кој бил комита во Македонија во тој период. Имаше многу интересни. И тука има феноменални приказки. Мислам, кои некои од нив се стварно херојски, многу повеќе него што учим у школо, некои од нив се комични, некои се абсурдни. Така да, постои многу материјал. Немам одговор на тоа како да се справиш со играно толкување на вистински настани, вистински луѓе. Имам преголем пиетет, преголема почит кон вистината, за да си играм со неа. Тамо се внимава генерално повеќе на кастингот или? Каде? Во вакви филмови кога влегуваат луѓето, не говорам за вас. Бите на кастингот, така? Значи треба да наликува на... И да наликува и да има енергијата и да има се со шминка може малце да се дотера, да се промени. Знаеш дека никогаш нема да биде баш така да личи. Да, фала Богу дека. Ја мислам дека е поважно да биде добар глумец него да личи на оригиналот. Добро. Нешто испуштивме? Мислам можеме уште многу ја да зборам со тебе. Секогаш може, ама. Да ја прочитам ова, па ќе те повикам во она друга емисија. Втор дел. За која ще договаравме. Ти благодарам за твоето гостување во Бизнис Мавети. Билчо Манчевски, нашиот амбасадор, филмски режисер во Бизнис Мавети на Фактор МК. Благодарност до Форма Нова и до Тренд Ангел. Вам почитувани ви благодарам што не гледавте и на довербата се гледаме повторно следниот петок. Довидување.